Добар ден, почитувани, пред вас е уште една нова телма амбуланта. Едно истражување покажува дека 40 до 45% од членовите на семејствата што се грижат за лице со деменција страдаат од депресија. Што им се советува на блиските кои што негуваат или ќе негуваат дементна личност? Како болеста го менува човекот? Кои се нивните новостекнати стравови, што треба да се преземе кога лицето со деменција ќе чувствува вознемиреност, агресивност или пак недостаток од сон. За негата на лицата со деменција денеска ќе ни појасни докторката која што со мене во студиото, а тоа е доктор Марта Туџева, специјалист по семена медицина од Центарот за семена медицина, која што е вработена во ПЗУ доктор Кирил Атанасов во Скопје. Добре ни дојдовте. Добре ве најдов. Многу луѓе сметаат дека интелектуалното пропаѓање и зависноста од другите е составен дел на старењето. Имам тука некои податоци кои што укажуваат дека 2 од 3 лица сметаат дека е тоа нормално, па дури 62% од медицинските лица имаат вакво убедување. Па докторке, која е разликата помеѓу нормалното старење и деменцијата? И дали можеби затоа што повеќето луѓе сметаат дека заборавеноста е нормална, не се јавуваат навреме на лекар? Точно е дека деменцијата не е доволно откриена, меѓутоа тоа е заради тоа што постојат различни ставови. Тоа се податоци од светскиот извештај за деменција, во кој што 2 од 3 сметаат дека дел од луѓето кои што добиваат симптоми на заборавеност е дел од нормалното старење. Меѓутоа, ова зазема голем замав, така да се очекува бројките да достигнат и до 130 милиони на луѓе кои што ќе страдаат од деменција во 2050 година, а 2 од 3 секој 3 секунди значи заболуваат од деменција, за кои што ние самите не сме ни свесни дека имаме толку пандемиски бројки, кои што на крајот од сето тоа ќе се сведе да целата наша грижа би се насочила кон превенција од истото заболување. Сепак, старите лица имаат различни карактеристики во однос на лицата со деменција. Тоа се однесува пред се и на однесувањето, меѓутоа и од начинот на размислување. Главна карактеристика меѓу двете групи е дека има промени во мисловниот процес, меѓутоа таа заборавеност е различна. Лицата кои што стареат или нормалното старење се разликува по тоа што старењето спаѓа во дел од гериатрискиот синдром, со кој што имаме една успореност во однос на функциите, работата во текот на активностите кои што ги вршат во домашни услови. Може би се поспори, меѓутоа сепак се ги извршуваат своите работни обврски во однос на нивните побарувања во текот на денот. Интелектуалното пропаѓање не оди до таа мерка да они не можат да научат нови вештини. Значи, доколку се повтори повеќе пати, значи они се ќе успеат во тоа. Оно што е засегнато од меморијата е тоа што можеби нема да се сетат на некои имиња од околината кои што не ги виделе или работи кои што некогаш ги им биле во текот на нивното внимание, меѓутоа кога ги подсетиме, они активно се вклучуваат во нивниот разговор, одлично се снајдуваат во домашни услови, така да лицата кои што ги обкружуваат и околината им е позната. Дури и они се социјално активни, се уште имаат иницијатива, можеби не од сите активности кои што ги вршеле, меѓутоа ако им се понуди, они активно учествуваат, ако дома прават роден ден или имаат веселба, они се исто така вклучени во сите тие активности. Главно е што они забораваат некои работи. Можеби ќе заборават каде оставиле на некој место нешто, меѓутоа кога ќе ги подсетиме, значи тоа е пронајдено и има емоции во сето тоа, така да тоа е нормално старење. За разлика од Алцхајмеровата болест која што доминира или дементното заборавање, кој што го засега меморијата, најпрво меморијата, и барем еден когнитивен домен, а тоа е говорот или вигилноста или вниманието, апстрактното мислење, решавањето на задачи или обврски кои што ги имале во текот на денот лицата со деменција, тука им е тешко и тоа да го завршат. Така да не може да сето тоа е толку многу сложено за нив, кој што
Од друга страна, го пореметува нивното правилно однесување, така да самата деменција има промени во однесувањето, има промени во дневно активното живење, во расудувањето, во организацијата на мисли, во концентрацијата. Самата болест не е само промена во меморијата, него промена и во однесувањето. Кога ќе дојдат кај матичниот лекар, на кои симптоми обично се жалат тие или пак блиските кои што ги довеле? На заборавеност или на промена во однесувањето? Знаете што, лицата, кога имаме рана деменција, значи лицата со деменција воочуваат дека нешто не е во ред, меѓутоа не може да го опише затоа што имаме невродегенерација, значи тоа е една иреверзибилна деменција, односно иреверзибилно невродегенеративно пропаѓање. Они го кријат, се срамат, им е страв, затоа што сепак е стигматизација опрашање. Они практично кога ќе ги донесат за преглед, многу ретко најпрво идат заедно. Значи ние сме матични амбуланти, значи ние сме влезот, отворот, портата на самиот здравствен систем. Ако дојдат сами, тоа е многу кратко. Треба да си многу вешт, многу потковен за да уочиш дека нешто се случува. Значи тоа е најчесто во однесувањето. Имаат кратки зборови, кратки прашања или ако се задржат, значи сепак е тоа со некое чудно однесување. Или многу често знаат да ги повторуваат кога сами доаѓаат да повторат неколку зборови или да имаат чести посети во краток период. Меѓутоа, ако дојдат со член од семејство, онда тие негираат. Значи се чудат зашто ги донесла. Значи прво е негацијата, второ е одрекувањето заради срамот. Така. Значи се срамат и ова е вообичаено кај рана деменција, значи на почетокот на деменција, затоа што знаат да сепак можат да управуваат со својот живот, присутни се, значи имаат проблем со концентрација, со мисли кои што можат да ги практично и однесувањето и расположението им е непредвидливо. Така да во тој момент кога се на кратка посета, знаат да изнегираат. Меѓутоа со тек на време, значи тоа не може да се скрие, така да веќе контактите со амбулантите и со матичниот лекар па можат да бидат почести. Нажалост, сегде во светот и не само кај нас, значи и во литература и во светот, деменцијата е субдиагностицирана, суботкриена, субтретирана и субуправувана. Меѓутоа тоа не се должи само за матичните лекари. Тоа се должи воопшто. Ова е јавно здравствен проблем и ќе биде многу поголем, затоа што популацијата ќе расте бројот на лица со деменција. И старите лица, значи ќе гериатризира популацијата, ќе имаме многу стари лица, а ова е не само дел од гериатрискиот синдром, меѓутоа дел од... Обично на која возраст се јавуваат овие симптоми? Што говори вашето искуство? Значи, преломот е негде околу 60-тите години. Значи, ние од 20-25 години до 60-та година од возраста на лицата ги превенираме нивните ризик фактори. Тоа се дислепидемија, значи покачени месноти во крвта. Да, покачени шекери, притисок крвен, обезноста, крвниот притисок, атриалната фибрилација или нерегулиран ритам на срцето, некои промени, значи кои што можат да бидат поврзани, значи со други невролошки заболувања, невродегенеративни, да се појават паркинсонови знаци и така натака. Меѓутоа ги менаџерираме и ризик навиките. Тоа е пушење на цигари, пиење на алкохол, физичката активност и така натака. Во таа возраст ние практично не идат во амбуланта, имаат хронични заболувања, многу се од нив мултиморбидни. До 60-та година преломот негде благото когнитивно заболување се појавува негде после 60-та година. Меѓутоа и до 75 годишна возраст они се активни со социјалниот живот. Така да тука е негде преломот. Значи, од 60-та до 75 годишна возраст може да се јавува веќе губиток на когнитивните резерви заради невролошки синдроми, заради прележани мозочни удари, мултиинфарктни состојби ради нерегулиран крвен притисок и така натака.
Значи, веќе после 75-та годишна возраст, веќе се појавуваат и когнитивниот дефицит, значи веќе се почнува да се уочува дека нешто се случи. Нешто не е во ред. Нешто Кога не е ќе во ред. дојдат кај вас во ординација, какви прашања им поставувате за да проверите се работили за деменција или не? Можете ли со некој таков едноставен тест, базиран на прашања, на некои задачи поврзани со меморијата, да процените дали пациентот има развиено некои знаци на деменција или не? Она што го наговестив на почеток, значи, деменцијата е субдиагностицирана. Меѓутоа, сепак, она што се очекува е постојано да се подига свеста. И во јавноста, на ваков начин, со брошури, дебати, така натака. Меѓутоа, на секое ниво. Нас ни се случува да немаме време. Значи, тоа е секаде. Така, преполна ординација, многу пациенти. Не само во Македонија, значи секаде, и во литература, и во големите, и во јаките здравствени системи, матичните лекари немаат многу време. Од една страна тоа е причината. Значи, од друга страна ни треба брзи, лесни, едноставни, високо сензитивни тестови, високо специфични со кои што ќе може за кратко време да уочиме дека имаме промени во меморијата. Она што е битно, што може слободно, едноставно да ги прашаме за некои работи за кои што они секојдневно истото го работат. Кои лекови ги пиете? Значи, или набројте ги лековите. Можеме да уочиме онма дека има проблем со меморијата. Не може да ги набројат? Значи се случува да има збунетост во тој момент. Кога ќе приметиме дека има таков проблем, може да се пристапи кон тестирање. Еден од тестовите е миниког тестот со 3 прашања кои што нас ни одзема само максимум 3 минути, а тоа е да им кажеме да повторат 3 збора, кои што сме ги напомениле. Вие им ги кажувате? Им кажуваме, еве можете, запомнете, 3 зборчиња или 3 поеми јас кои што ќе ви ги кажам, пример чаша, маса, компјутер, тоа што ги имаме околу нас. Второто прашање им даваме да нацртаат часовник со дадено време, на пример 10:30 или било кој час, по кој што они треба да го нацртаат даденото време на хартија. Значи ние после тоа ги гледаме како се нацртани бројките, дали соодветно се нацртани сказалките, каде е малата, каде е големата сказалка. И третото прашање е повторно, ајде сега да ни ги повторите зборовите или поимите кои што ви ги кажат. Кои што биле кажани на почетокот. Ова е високо сензитивен тест и високо специфичен, кој што ни дава сомнеш за деменција. Како се бодира? Ако повтори 2 изборчиња, тогаш се 2 поени. Тогаш го погледнуваме часовникот како е. Ако е во ред часовникот, тогаш тоа е 1 поен. 1 поени, 2 поени, тоа се 3 поени. Тогаш нема деменција. Ако повтори 2 збора, а часовникот не е во ред, тогаш има сомнеш за деменција. Ако повтори само 1 зборче, часовникот не е во ред, тогаш сигурно има деменција. А со 0 поени, односно не се повторени 3 поеми или 3 зборчиња, значи веројатно веќе е деменција. Меѓутоа, ние може да се потврдиме со мини-ментал скорот, кој што е високо... На што се темели пак тој? Тој е високо специфичен, тој се дава за... Тој е тест кој што е за повисоко ниво, за невролози, за психијатри. Меѓутоа, нигде не е забрането ние да го употребуваме, затоа што е бесплатен, значи е достапен и така натака. Меѓутоа е многу посложен. Зашто? Затоа што тој има аритметички, ориентациони, просторни прашања, со кои што се дава за луѓе кои што имаат високо интелектуално ниво и бодирањето е такво. Иако препораките велат дека може да се симнат, нели, околу 20 поени за луѓето кои што се со ниско интелектуално ниво. Ние не мора да го направиме тоа. Ние е битно да ја направиме втората алатка, а тоа е инструменталната алатка за дневно активно живење, во кој што воочуваме дали он ги променил своите однесувања во однос на извршување на дневно активните функции. Тоа може пациентот самиот да го соопшти, да го процени дали му се променети животните навики или пак мора да има некој член од поблиското семејство што го забележал тој проблем. Апсолутно, тие се многу едноставни прашања. Тоа се 8 прашања во кои што се однесуваат какво е нивниот живот, пазарењето, како го обавува, работата низ куќа, значи перење, администрирање, значи на лекови, како ги спрема, дали сам си ги спрема, дали користи телефон, дали користи
плаќање каков му е транспортот, тоа се 8 прашања во кои што имаме повеќе одговори. Значи и од тие повеќе одговори се бодирани со единица. Врз основа на тоа може исто тоа така да исто така извлечете едноставни. заклучок. Тоа е високо сензитивен тест во кој што гледаме дали му се нарушени дневно активните функции. И со што имаат обично проблем? Не може да платат сметка? Најчесто се тоа интелектуални функции. Зашто? Затоа што ке деменцијата, значи вештините, она што го знаеле, основното може би во почетокот ќе го сработат. Меѓутоа, после тоа и тоа не може да го сработи. Дури и ручекот може да се случи да не може да го подготват? Значи, првото што прават, нешто што се случува во семејствата е кога они нагло се откажуваат од она што го работеле вообичаено. Ако жените готват и се домајкинки дома и ги чекаат децата да се вратат од работа, они се откажуваат од готвени ручек. И главно викаат, цел живот ви готвев. Значи нешто што е Со тој изговор, така. Значи машка особа или ако се дружел со пријатели, играл шах попладне или играл карти или пешачи, значи одма се одвикнува. И тоа е нешто што нас како здравствен кадар треба да ни го вклучи падне алармот. на памет, да го вклучи алармот дека веќе се откажува од нешто што му било вообичаено и бил дел од неговата карактеристика на однесување. Значи, тоа е она што го зборуваме откажување од нешто што го работеле. А они откажуваат дека имаат нешто проблем со меморијата. Меѓутоа, и не можат да го објаснат, затоа што секојдневно има невродегенеративно пропаѓање. Они не можат да се приспособат на сопствените потреби. Затоа, улогата е ние да се приспособиме. Која поставува диагнозата, докторке? Дали матичниот лекар или пак мора да се упати кај специјалист невролог за да се направат дополнителни испитувања или пак да се исклучат одредени состојби? Апсолутно треба да биде пристапот да биде на повеќе ниво. Меѓутоа, поради тоа што доаѓаат кај нас, ние треба да ја пронајдеме причината зашто се појавуваме засегање на меморијата. Значи, прво се пристапува со тоа што се зема детални информации, се прави лабораторија, од наша страна онолку колку што ни е дозволено, меѓутоа, за да исклучиме дали постои органски промени, ни требаат пошироки лабораториски анализи. Она што треба ние да го направиме, да прашаме дали имал траума, дали имал настинки, дали му се случило нешто во семејството. Исто така да направиме ЕКГ, дали има промени, значи, во срцевата акција. И прво што правиме, упатуваме на интернист, за да може да овозможиме детални пошироки анализи, а тоа е дефицит на B12, фолна киселина, ги бараме тироидните маркери, со тоа што назначуваме дека имаме засегање на меморијата и на тој начин нас ни помагаат интернистите, значи во тој момент. Она што е битно, да видиме, да исклучиме дали се работи за реверзибилен тип на деменција. Зашто? Зашто може да се повратат може да се вратат способностите. Затоа што имаме причина да се видиме, да се види што е. Тогаш, ако ние неправилно постапиме, ако дадеме протокол и упатиме, без да назначиме дека се работи за реверзибилен тип на деменција, ако се вклучат антидементивните лекови, може да се наштети. Нема да му биде од корист. Нема да му помогне на пациентот. Нема да му биде од корист. А овде практично ние каузално делуваме и на тој начин помагаме, затоа што причините за реверзибилниот тип на деменција се повеќе и инфекции во прашање, значи метаболни промени, хипотиреоза, трауми на глава, тумори на глава, значи и друг тип интоксикации, сифилис и така натака. Меѓутоа, тоа е многу битно во тој момент. Ако се исклучи дека не се работи за реверзибилен тип на деменција, туку се работи за невродегенеративен тип, тогаш со овие анализи и плюс гериатриската скала за депресија, кој што е многу важен, битен фактор ке старите лица да се направи, затоа што депресијата е тригер фактор за деменција, она може да биде само вовет и мора да се третира ке старите лица депресијата, затоа што ако не се третира... Тоа не е безопасно. Доколку се забележи лошо расположение, депресивно, и ако се докаже дека да се интервенира. Треба одма да се интервенира, затоа што прво е тригер фактор за да влезе пациентот во депресија, друго може да се работи за псевдодеменција, а трето, ако старо лице науми да умри или дека нешто ќе му се случи, значи сигурно ќе направи
Значи, старите, ако замислат дека ќе умрам или веќе не ме бива, значи, ќе легне и може да се случи. И тогаш, кога ќе исклучиме, ние мора да упатиме, значи, на невролог или на психијатар, кој каде, што му е достапно, затоа што ресурсите се ограничени. Ние во Скопје имаме се, меѓутоа во помалите места, во значи, регионално или на ниво на, значи, на секундарно здравство и така натака. Таму се продолжува, значи, со други диагностички постапки. Исто така се прават и други серолошки испитувања за ХИВ, за ВРДЛ, значи и мајџин техниките, како и се пристапува мултидисциплинарно со една поширока батерија од тестови, во кои што треба да се докаже дека се работи за когнитивен дефицит од типот на деменција и да се уочи кој тип на деменција. Откако пациентот ќе добие диагноза деменција, повторно се враќаат кај матичниот лекар, бидејќи контактот е директно, како што споменавте, постојано пациент-матичен лекар. Што им советувате, што им кажувате тогаш на пациентите? Ги викате ли нивните најблиски кои што треба да се грижат? Знаете што? Ние сме на вистина непосредно до пациентите. И обично кога одат на повисоко ниво, одат во придружба. Значи, за да појдат на невролог, значи ние прво контактираме со семејството или на психијатар. И се враќаат со резултати точно. Многу ретко пациентот се враќа сам, затоа што сепак се уште не е почнал со терапија, значи се враќа со семејството. Она што вика литературата, а во суштина и така, значи треба да се каже диагнозата. Многу се високи процентите. Значи, ако ги прашате пациентите, ако се прашаме самите себите, дали сакаме да знаеме што би боледувале, онда би треба да се каже. Зашто? Затоа што на некој начин треба да се спремаат. Ова не е болест која што е со одма ургенција, третирање. Ова е нешто друго. Ова менува се. Ја менува сегашноста, неизвестна е иднината. Секојдневно имаме невродегенерација, значи пациентите се менуваат. Секојдневно. Секојдневно. А треба уште многу да се пружи. На тој начин треба да се соопшти. Меѓутоа, она што вика литературата дека дури здравствениот кадар е со помалку проценти, значи околу 50% одлучен за да ја соопшти диагнозата. Ако ги прашате роднините, околу 75% изјавиле дека треба да се соопшти на пациентот, а самиот пациент дека сака да ја носи, да ја знае диагнозата. И треба. Меѓутоа, начинот на кој што се објаснува треба да биде високо професионален, на лесен јазик на она што одговара на самиот пациент. Од тука почнува повторно нашата улога. Да ги спремаме низ процесот и она што ги очекува, значи до крајот на животот на самиот пациент, затоа што пациентите не се болни. Во моментот се физички и општествено активни, одат некој на работа. Значи, им советувате ли да продолжат да одат на своето работно место? Апсолутно, тие кои што се со рана и навремена диагноза треба да продолжат на работно место, треба да соопштат, треба да се консултираат со своите колеги, треба да кажат и треба да ја преадаптираат работата, значи затоа што секојдневно ќе му се случува нешто. Битно е да биде добра комуникација да се има. Значи, начинот на комуникација го одредува и докторот и самиот пациент. Значи, на почеток, обавезно тие што се во работен однос треба да продолжат со работен однос. Односно, затоа што се почнува, се стартува со една терапија која што треба да ја успори прогресијата. Треба немирот, значи напнатоста, луѓето треба да се спремат на таков начин, треба и да се воочат и добрите, она што би било добро би од самата терапија. Ако не им спречиме да одат на работа, онда значи ќе имаме нешто што ќе им се случува ново. А тоа не е добро, значи треба да се продолжи и да се спремаат, односно тоа е она што е најбитно, соопштувањето, раната диагноза, за да може да се максимизираат сите напори во нив и апсолутно да се искористат сите ресурси кои што постојат.
во текот на животот кој што ќе им треба. Што е со членовите на семејството кои ќе бидат негуватели, кои што ќе се грижат за лицето со деменција? Треба ли да имаат реални очекувања? Им објаснувате ли што ќе ги чека? Апсолутно. Значи, најпрво комуникацијата е со самиот пациент во присуство на членовите, а потоа, значи, постојано се закажуваат состаноци, односно отворени релации кои што се меѓу нас и самите членови од семејство, кои што се на почеток и главните негователи, они треба да бидат и ексклузивни негователи, се до оној момент кога не може членовите од семејството се исцрпени и тогаш се понудуваат опции. Значи, прво е комуникацијата. Значи, треба да постои специфична комуникација со лицето кое што е со деменција. Што тоа значи? Тоа значи дека треба да се комуницира на начин кој што му е достапен и разбирлив на нив. Не треба да се комуницира во трето лице, туку треба да се ословува лицето кое што е со деменција така како што треба, со полно достоинство и почит. И кога иде во амбуланта, значи рамно на нас, да се дозволи да се искажи, тогаш кога е тешко треба да се помогне, а не да се насмееме. Значи дозволен е хумор, меѓутоа не на нивна сметка, него она што се сеќавал и на начин кој што му причинува задоволство. Може да се случи насред комуникација со нас, да се расплачи или да не ослови нас со друго име. Меѓутоа, ние не треба да негираме, него не треба да негирате. Не треба да негираме, затоа што може само да го вознемириме и да го агитираме. Значи, објаснување, докажување не се прифатливи. Отворени прашања од Морава до Дунава, тоа не затоа што ќе му направиме само конфузија, затоа што треба да се тоа треба кратки, фокусирани, лесни, едноставни прашања, посебно на лицата кои што се со ран тип на деменција. Втора работа е едукација на роднините кои што се ексклузивни негователи, значи како да комуницираат со нив. Главна е комуникација за да не дојде до фрустрација, агитација, агресија која што може да биде вербална и невербална, значи да бидат вознемирени, посебно во вториот дел, односно умерената фаза, која што е најдолгата и бара најголем надзор од страна на семејството и тогаш се исцрпуваат. Тогаш се тие бихевиорални симптоми кои што се главната карактеристика на деменција, кои што ние докторите треба многу да ја научиме да ја повторуваме, затоа што сепак дементното лице е индивидуа само за себе. Може би во науката постои ексклузивни правила како се диагностицира. Еден ден тие ќе се развијат во друг правец, ќе се донесат и други диагностички протоколи, ќе се измислат и нови лекови, може би постојат еден универзален фиксен третман сега во моментов. Меѓутоа, она што не постои е дека пациентот со деменција, индивидуа сама со себе, со своји лични традиции, со своји лични вредности, со свој карактер, своје мина, тој во моментот сегашност. Неизвестна е само еднината. Тој има своја историја, така да негувањето е само индивидуално. И треба индивидуален пристап, затоа што е секој дементен, еден од друг се разликуваат. Така. Тука ќе пуштиме еден блок реклами. Почитувани, веднаш по рекламите ќе имате можност и вие да се вклучите во денешната емисија со своји прашања. Останете на Телма. Со доктор Марта Тунџева, специјалист по семејна медицина од ПЗУ доктор Кирил Атанасов и Центарот за семејна медицина, денеска разговараме за грижата на лицата со деменција. Од овој момент, почитувани, ќе можете да се вклучите во програма на телефонскиот број 3076 677. Докторке, зошто е важно лицата со деменција да имаат рутина? Лицата со деменција мора да имаат рутина, затоа што ако им се наруши рутината, тогаш ќе бидат агресивни, односно ќе се случи агитација, која што може да биде исто, како што ви спомнав, или вербална или невербална. Ако им се они мора главно е да имаат рутини за да бидат смирени. Затоа што они не може да се приспособат на секој менување, значи на настаните. Ако наутро се будат, имаат рутина дека треба да држат орална хигиена, да се мијат,
па имаат доручек. Ако се одстапи од таа рутина, они не можат да се приспособат на сите тие други настани кои што им се случиле. Тогаш кога се агитирани, ние само треба да ја поместиме рутината и да го вратиме на она што му е вообичаено. За да бидат смирени, а целта е да бидат смирени, значи главно е да се научи како правилно да се комуницира и како да се држи рутината. Значи ако во 12 час се поставува трпезаријата со садови на ручење, значи ако помага, треба да му се овозможи. Ако е научен дека во 3 час треба да се одмара, треба да се одмара. Значи сите тие нарушувања на рутината можат да го вознемират, а вознемирувањето може да му се случи една од причините поради тоа што е нарушена рутината. Друга страна, агитацијата може да биде причината од органски промени. Значи најчесто кога имаме повик за да прегледаме дементно лице, да исклучиме органски промени. Она што страдаат, значи дементните лица не можат да го кажете, не може да го вербализира, да го не може да го вербализира. Може да, значи болката може да се манифестира, значи и со визуелно. Меѓутоа, многу работи они не можат да ги вербализираат. Може да се случи уринарна инфекција, он да биде агитиран, што многу често вознемирен, нервозен, конфузен, без температура да се манифестира, апсолутно само да се може да во очиме ние дека значи се чепка во долна половина на стомак и така натака, ако се со помагал, односно со пелени, да ги кинат пелените и така натака. Меѓутоа може да се случи да има забоболка, да не може да каже. Може да има оталгија, воспаление на увото, исто така да не може да каже. Значи тоа е органска причина и ние треба насоките тука да ги насочиме. Меѓутоа ако се е во ред, онда рутините не треба да се менуваат. Ако му се смени негователот, тогаш значи сигурно ќе има многу време за да се адаптира. Ако се смени средината, апсолутно време во кое што треба да се адаптира и односно треба да се адаптира на новите луѓе кои што или негователи кои што го негуваат, па да свати дека се пријатели негови, дека добро му мислат и така натака. Главно е невербалната комуникација кај луѓето кои што имаат отежната вербална комуникација, тоа е значи ке сите луѓе кои што имаат проблем со говорот, најбитна е невербалната комуникација. Имаме двајца гледачи кои што очекуваат да постават прашања, ќе ги вклучиме, ќе им дадеме предност. Добар ден за првиот од нив. Добар ден. Повелете. Се јавува Сања од Скопје. Повелете, Сања. Значи јас накратко немам многу да должам, само сакам значи да ја поздравам доктор Марта Тунџева. Чести привилегија да имате ваков матичен семеен лекар, би рекла. Апсолутно се согласувам. Така, значи пожртвуваност, секогаш значи обрнато внимание и секогаш достапна во секое време за своите пациенти. Ви благодарам што се вклучивте во денешната емисија и ве што го споделивте вашето искуство за професионалноста на докторката. Да го слушнеме следниот гледач. Добар ден. Ало. Повелете. Добар ден. Добар ден, повелете. Ве молам, дали ја гледам вашата емисија на тема за забораване со деменција да истиш. Јас имам 83 години. Така? Дали веќе се јавува често заборавеност и тоа по поголема форма. Ми советува да набавам аминелон. Аминелон набавив. Дали важи како лек за заборавеност, заборавеноста, и како се дозира. Добро, ви благодарам за вклучувањето. Што треба да направат лицата кои што имаат на таа возраст некаква заборавеност? Треба некакви тестови пред да се земе терапија и слично? Доколку пациентот има ризик фактори, значи ние практично ги земаме во обзир сите ризик фактори. Меѓутоа, ако пациентите примаат многу лекови, еден од причините за реверзибилниот тип на деменција, односно за заборавање, е полифармацијата. Односно, значи некој лек може да доведе до деменција. Апсолутно, од една страна, од друга страна интеракцијата меѓу лекови кои што се случува. Правилното земање на лекови кои што ги земаат каузално за нивните примерни заболувања треба да се земаат така како што ќе ги препише лекарот.
никој не треба да зема лекови наеднаш. Значи, тие треба да се земаат еден по еден, така како што е ординирано, и постојат, нажалост, сите ние треба да се едуцираме во однос на рационалното препишување на лекови. Во однос на прашањето дали пациентот треба да зема гамалон. Гамалонот, тоа е лек кој што, да речем на некој начин, во минатото немавме многу избор на лекови. Се продолжува и сега, значи да го има во апотеките. Нема да ја превенира неговата здравствена состојба за да он не добие деменција или ако постои деменција нема да го успори процесот на прогресија. Практично гамалонот нема да му помогне за да се успори појавата на заборавање, да одговорам директно на прашањето. Проблемот е да се види од страна, значи, на неговиот матичен лекар, прво, кои лекови ги прима, како ги пија, по кој редослед, значи со што ги прима, тоа е едно. Второ, да се испита органска причина, дали има анемичен синдром, дали има дефицит на B12, D витамин, тироиден статус да се провери со помош, значи, и соработка со интернистот, ЕКГ да се направи, да се исклучи реверзибилен тип на деменција и потоа да се приклучи, да се спроведе тестирање со миникок тестот, гериатриски прашалник и инструменталната скала, кој што се на се ќе одземи 15 на минути во однос на тестирањето во матична амбуланта. Сепак, овие пациенти кои што се жалаат на заборавање, а многу често во амбуланта, доаѓајќи за други причини, ќе се пожалат дека забораваат. Значи, ако не можеме во тој момент, тогаш треба да ги имаме на ум дека треба да ги викнеме на закажено време за да кратко ги тестираме. На тој начин ќе помогнеме, односно прво на пациентот, а второ на себе си, да немаме натовар, плюс уште едно дементно лице кое што може да развие, значи деменција кој што е од невродегенеративен тип. Уште двајца гледачи имаме, докторке. Ајде да им дадеме предност. Добар ден за првиот од нив. Добар ден. Повелете. Едно прашање, поздрав за емисијата и едно прашање до докторката. Не пијам уште лекови, едино сум пиела биодил, али ми се дешава да моментот најчесто не ми текнува името на некого. Например, може да гледам на телевизија и да го гледам и моментот да не ми текне како се вика. Тоа ќе помине на период и ќе ми текне. Може да се деси да отворам фрижидерот и да застанам. Тоа е така некоја секунда па да ми текне. Сум за да се проверам и да се тестирам, или имам 74 години, така да дали е тоа нормална појава или треба да се направи некаков тест. Да се направи нешто, нека тестирање. Ви благодарам за вклучувањето. Што велите во овој случај, доктор Марта? Значи, она што го наговестив на почеток со нормалното старење. Лицата кои што патат од невродегенеративна деменција воопшто нема да бидат загрижени вака да се јават на телефон и да прашаат за себе. Значи, лицата кои што немаат невродегенеративна деменција, односно процес имаат на нормално старење, секогаш ќе учествуваат со социјалните активности со вакви прашања. Значи, ова е дел од нормалното старење. Доколку госпоѓата ми кажеше дека има многу помалку години од тоа што е, сигурно ќе кажев прашање дека преоптоварено со доврски од работа. На сите ни се случува ова што го слушнавме. Ова што го кажа, дека во еден момент застанува и не знае што бара. Што сме тргнале. Тоа е тоа што го спомнав ке лицата со нормално старење. Значи, застануваат, не им текнува зборот или не им текнува зашто прави одредена активност. Значи, доволно е само некој да ги потсети или да помини кратко време, па да им текне, да дојде мислата на ред и да се сетат да ја завршат таа активност. Тоа е еден вид нормално старење. Немаме податок каков тип на лекови прима, од кои болести пати, за да кажеме дека се случуваат такви работи.
дали има интеракција на лекови, каква е незината лабораториска анализа и друго. Меѓутоа, можам да кажам дека ова е еден вид нормално старење. Втора работа, во однос на билобилот, значи исто така како и за аминалонот. Значи нема докази со кои што ќе се превенира, нити пак ќе се успори прогресија на веќе дијагностицирана деменција. Билобилот има своја намена, значи гинкото има своја намена и се дава таму каде што треба, меѓутоа дека ќе направи чуда и дека нема луѓето да добијат деменција, нема. Меѓутоа, точно има своја намена каде што и јас и многу други колеги го препишуваме. Така. Значи, тоа е одговорот мој во однос на ова прашање. Предпоставам дека се смири гледачката. Да. Ајде да го слушнеме прашањето на следниот гледач. Добар ден. Добар ден. Повелете. Овде Сонја, пациентка на Иван Барб од 2008. Имав удар од комбе, ми се јави циста во мозокот, пораметување, тогаш у кома сум била едно пола сат, не знам колку чека лебр за помош. И така до болница се освестив. Докторот ме прати на снимање у столицата и им се изгуби. Сипа ме вратија кај неја и после ме пратија на невролог и ме снима од тогаш заборавање, оштетен слух, оштетен вид, мускулите болење, зашто јас со спонтилозом девојче. Мајка болна и татко чував. Не мислев дека 15 години дигаш човек возрастен, дојде брза помош, донесете, и ја на раце 30-40 метра до капија, ја на раце носев. Така. Пред некој... Така. Предпоставам дека сега прашањето вие што може да направите за оној проблем кој што го имате, бидејќи ви се јавила после ударот заборавеност, имате проблем колку што разбрав и со видот и со слухот. Ви благодарам за вклучувањето во емисија. Што советувате, може ли да се јави некоја деменција после удар на главата? После трауми, да, може да се јави. Значи, затоа и го спомнав ке реверзибилните деменции, прво треба да се праша дали имаме трауми. Меѓутоа, жената била и во кома, кој што сигурно била, значи, со одредени, имаме невролошки знаци, а невролошките жаришта, невролошки промени кои што има со невролошки дефицит, она не се сеќава, како што спомена, за тој период кога и се случило траумата. Значи, тука имаме и друг пристап. Значи, тие се со васкуларен тип на деменција, кој што со тек на време може да конвергира, може да не конвергира. Сепак, пристапот ке тие лица е кон причините, значи, од васкуларен тип, иако препораките викат дека не е грешка да се примени, значи, инхибитори на ацетилхолинестераза, ке васкуларен тип на деменција, кои што се релативно различни, значи, они имаат емоционална инконтинентност, значи, ги менуваат расположението, скалест еден тип, значи, во однесување, бараме вакви промени, бараме во прашањето дали има хипертензија, невролошки промени, цереброваскуларни инсулти, така еден куп на прашања. И одредуваме дали се работи за васкуларен тип, мешана деменција или се работи за Алцхаймерова болест. Исто така, значи, може да се дадат инхибитори на ацетилхолинестераза и ке мешаниот тип на деменција. Ова е релативно сочувана особа која што знае да каже за себе што и се случило, така да мислам дека е под контрола во однос на ризиците и причините кои што ги доживеала и во овој момент, значи, може да каже, значи, работи кои што се од некогаш. Значи, така да добро соработува и добро разговара. Доколку добро се сеќаваме на минатото, а имаме проблем со сегашноста, тоа е проблем? Тоа е, не, значи, во моментот се заборава, меѓутоа минатото знае да го раскаже многу повеќе од некогаш да памти. Тоа е еден вид, значи, дел од старењето, меѓутоа ако ме прашувате да споредиме во однос на деменција, Алцхаймеровата деменција, они не се сеќаваат ни сега ни порано. Значи, тука е разликата. Значи, не може
тој настан од минатото и да го почнеме да го раскажи, не може затоа што нема ни избор на зборови, тука и губиток на мисли, значи немаме ни избор на зборови. А кај овие лица, ако ми спомениш, значи цел настан, само доволно е малку подсетување и ќе го опишат цел настан, цела свадба кој присуствувал и како било, значи постои разлика и во однесувањето, и во емоциите, и во говорот, и во расудувањето и така натака. Така да лицата со нормално старење не се сенилни. Они имаат знаат и да возат точак, меѓутоа се поспори. Расудуваат, мудри се. Значи имаме работи кои што знаат да со своето искуство да ги подредуваат. Учат нови вештини, можеби треба да подсетуваме. Тоа е имплицитната семантичката меморија која што е Потребно ли е континуирано, постојано учење? Да. За да се спречат овие проблеми? Апсолутно. Една од препораките е постојано учење. Читање, значи, едуцирање, учествување, значи, во групни работи, учествување во групи кои што се заедници за нивната возраст. Значи, што беше сега проблем овој период? Што беше проблем и тоа е тоа што нас не ги и го очекуваме. Значи да ни се случи и за пациентите кои што не прележаа COVID-19, а беа изолирани. Хроничните незаразни заболувања ќе бидат зголемени и плюс со уште повеќе ментални промени заради изолацијата и карантинот кај старите. Советувате ли сега во овој момент кога малку е стишена пандемијата да почнат што повеќе да дружат евено отворен, ако ништо друго, да се гледаат со своите блиски, со внуците, значи ќерките, со синовите, со пријателите. Она што е моја улога, значи како матичен лекар, како семен лекар е прво да промовирам. Значи да превенирам, да откриваме и да промовирам. Она што ни е битно да кажеме дека треба да се продолжи животот понатака. Старите лица главно е да се имунизирани. Они повеќето од нив имаат и собствена иницијатива да се имунизираат. Многу од моите пациенти на 65 годишна возраст се многу, значи имам висок процент на имунизација. Така да тие не можат да бидат крајно изолирани, затоа што сепак имаме влошување на другите хронични незаразни заболувања. Ние промовираме дека мора да се излези од дома. Значи, како и да е ова еден ден ке стивни. Меѓутоа, мора да се излези од дома, мора да се дружат, мора да комуницираат, мора да пратат, иако телевизорите им се прозорец кон светот, нели? Телефонот апсолутно исто така, Фејсбукот исто така, меѓутоа, читањето, дружењето, учеството, пешачење, значи, они сепак знаат да се заштитат. Многу од старите лица заболеа, нажалост, од некој кој што го донесе дома, така да... Имаме уште еден гледач, да му дадеме можност да постави прашање. Добар ден. Добар ден. Повелете. Видите, јас ќе тргнам од собата и ќе стигнам во кујната. И не знам во кујната зашто сум дошол. Некој пат се сеќавам, а некој пат не, ќе мора да се вратам. Значи, одам до кујната и у кујната зашто сум тргнал, не знам. Тоа прво. А второ, например, пред неколку дена беше на гости едно помладо момче, и ја му раскажувам нешто од вака, така, ваму, таму и на крајот се изгуби. Викам, што беше почетокот на младето, он ме подсети и ја може да продолжам. Но се губам, мислам, а не сум многу стар вака, 63 години према. Тие колечките мои се 34-5 години. Јас 63 младо момче, ама, еве. Така. Дали да презимам нешто од Така, што треба да направите, бидејќи сте загрижен поради ова што ви се случува? Ви благодарам за вклучувањето во емисија. Се случува, докторке, да почнеме да зборуваме и да заборавиме што сме сакале да раскажеме. Апсолутно, кај секого се случува, и кај помладите, и кај возрастните. Она што ви кажав, се троши когнитивната резерва. Значи, главно е ние да ги превенираме ризиците. Значи, не знаеме пациентот од што боледувал. Дали има диабет, дали има хипертензија, дали има обезност, дали се некои други, депресија, упрашања. Значи, многу е битен фактор. Во Македонија и во светот главен ризик фактор е хипертензија.
истражувања кои што ги работевме ние со Центарот за семејна медицина, како водечки ризик фактор кај жените е обезноста за појава на деменција. Значи, прво е тоа. Втора работа, сите превентивни програми кои што ги понудуваме за превенција од кардиоваскуларниот ризик. Тоа е менување на живот, на животните навики и стилот на живот. Пешачење, обавезно ке возрастните особи после главен оброк и може и предпладне, значи со другарите, со друштво, секако согласно со препораките за кои што старите знаат да ги почитуваат, и јас сум многу горда на нивниот начин на однесување. Втора работа е, значи, конзумација на алкохол во дозволени дози и одвикнување на пушењето. Така да се друго они внимаваат на исхрана, значи они на се внимаваат, најмногу што мислате на лековите, нели? Од се друго ќе се скратат, меѓутоа внимаваат на исхрана. Ова што го кажа, значи, пациентот кој што се јави, кажа дека некој му помогнал и одма се присетил на тоа што зборува. Значи, дел во склоп во нормалното старење, кој што ќе биде во процес, значи, и подолг период. Битно е редовни контролни прегледи и превентивните прегледи во однос на менеджерирање на кардиоваскуларниот ризик. И не знам дали имаме време, но и ве сосема накратко, што им следува на семејствата кои што имаат лице со деменција? Значи, им следат сите права кои што се усогласени со човековите права, затоа што практично ние сме тие кои што треба да им соопштиме. Имаат право на социјална заштита, тоа се права за надоместок од туѓа нега, право на ортопедски помагала, право на пелени кога ќе стигнат, значи една едукација како да се заштитат на некој начин од злоставување и пријава на све што ќе се дознаеме или уочиме дека се работи за злоставување на лице со деменција, било од околината, било од членови од семејство, било од средината од која што живее, како и секоја финансиска помош која што им следи. Друга работа е понудување на сите опции за нега во домашни услови, организирани преку локалната заедница или на некое друго ниво преку невладините организации, во кои што ние, како матични лекари, треба да им дадеме контакти, треба да им помогнеме во тој момент, да им организираме, да бидеме во соработка со оној кој што пружа нега, како и семејството, се со цел да го одмениме, значи главниот неговател, а тоа е членот од семејство. Бидејќи идејата што подолго лицето со деменција да остане во домот. Да остане дома, односно така како што велат протоколите и препораките, и така е, се подолго во домашна средина. Тогаш кога ќе стане крајно зависен, кога се со контрактури, со вкочанети екстремитети, со едно пропаѓање, со слабење, значи кога зависат од друго лице, се многу тешки за нега, кога се случуваат компликации во однос на органското здравје, тогаш треба да се донесат заеднички одлуки, секако ние како асистенти, не како главни одлучувачи, да помогнеме и да кажеме да, треба да се размислува, може да се носи таму или таму има добра нега за него, соодветна, со толку третман, таков тип на нега, мултидисциплинарен пристап од лекари, пристап од невролози или во ова институција, или во психогериатрија и така натака. Значи, она што треба ние да го подудиме. Дневни центри, сервиси имаме сега, се размислува да се отвори референтен главен центар кој што ќе координира со сите тие помошни неги на некој начин, се со цел да им помогнеме на семејствата, а секако и на пациентот. Јас ви благодарам за вашето денешно гостување и за убавиот приказ на целокупната ситуација која што се јавува кога пациентите ќе добијат дијагноза деменција. Ви благодарам. Благодарам и на вас. Почитувани, тука го заокружуваме денешното издание на Телма амбуланта. Се гледаме секој работен ден во 12:45, кога заедно учиме како да бидеме и останеме здрави. До гледање.